Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Придонесот за пензискиот фонд зголемен од 18,8 на 19,9% на сметка на осигурувањето за невработеност. Наскоро и странските возачи ќе добиваат казни преку безбеден град. Прилеп пулсира во знакот на светското фудбалско првенство. Вечерва заедничко следење на надпреварот Португалија-Шпанија на плоштадот Александрија. Од полноќ поскапуваат горивата. Времето денеска сончево со умерена облачност. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Собранието по скратена постапка ги усвои законските измени со кои се врши привремена прераспределба на стапките за социјално осигурување. Според новите одредби кои стапуваат на сила со исплатата на јулската плата во 2026 година, придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се зголемува од 18,8 на 19,9% од бруто платата. Истовремено, придонесот за осигурување во случај на невработеност се намалува од 1,2 на 0,1%. Предлагачи на овој закон беа група на пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, а според нивното образложение се носи со цел да се зајакне финансиската позиција на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во период кога Агенцијата за вработување бележи вишок на депонирани средства. Со предното решение се менува структурата на приходите во државниот буџет, но вкупната стапка на социјалните придонеси останува на досегашното ниво од 28% од бруто платата, па трошоците за плати на деловните субјекти нема да претрпат промени. По завршувањето на 2026 година, плаќањето ќе продолжи според редовните законски стапки. Возачите кои транзитираат низ Македонија ќе бидат офатени во системот Безбеден град, но додека не се надгради системот, казни нема да стигнуваат. До тогаш, оние возачи кои возат брзо по македонските автопати со возила со странски сообраќајни таблички ќе бидат казнувани само од полициските службеници, пресретнувачи кои според МВР се во континуитет присутни на коридорите 8 и 10. Инаку во периодот од февруари до јуни оваа година, бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди е намален за 40%, од 55 жртви во истиот период минатата година на 34 оваа година. Од почетокот на примената на системот се евидентирани над 130.000 сообраќајни прекршоци, а повеќе од 95% од нив се однесуваат на пречекорување на дозволената брзина. Прилеп пулсира во знакот на светското фудбалско првенство. Вечерва заедничко следење на фудбалскиот надпревар Португалија-Шпанија. Фудбалската манија се пренесува во центарот на градот за заеднички да се почувствува атмосферата на големите надпревари. Со почеток во 21 часот на плоштадот Александрија, Камена Бина, општина Прилеп организира заедничко следење на фудбалскиот надпревар Португалија-Шпанија на голем екран. Верувам дека спортот обединува, а најубавите моменти се оние што ги споделуваме заедно. Затоа ве поканувам вечерва да навиваме, да уживаме во одлична атмосфера и сите заедно да бидеме дел од уште еден вистински фудбалски спектакл. Се гледаме вечерва во 21 часот, посочи во поканата на социјалните мрежи градоначалникот Продановски. Регулаторната комисија за енергетика денеска донесе нова одлука со која се зголемуваат малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,47% во однос на претходната одлука од 29 јуни. Според новата одлука, цената на Евросупер 95 изнесува 85,5 денари за литар, додека Евросупер 98 ќе се продава по 87,5 денари за литар.
Евродизел поскапува за 2,5 денари и новата цена изнесува 82,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство поскапува за 2 денари и ќе чини 81,5 денари за литар. Кај мазутот има мало намалување, па новата цена изнесува 41,2 денари за килограм, што е за 0,26 денари помалку од претходно. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност со максимална температура до 26 степени. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. До четврток времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за појава на локална нестабилност со пороен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Потоа следува период на претежно стабилно време со пораст на дневната температура. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.